нема извади шишенце, сируп и пиење, анти-ејдж програма, подмладување, енергија, такви работи. Многу згоден ќе биде, што прави? Брат, мене сам мисли, еве се ги изгледам како на матурант да сум, нели? Тепав од Деда може ја да ставам. Не ги спасува моje години никаков фластер, бе. Нас цело На уста фластер да ставува да се пензионира. Ама за тој за пензија ќе биде подугачко. Другата година година брат, пензија? отвори си. Другата година сум пензија. Да, па сек ме прашува, викам, ја како што знам наредно година. А они уште Игорче ме вика. Ја у пензију ќе иду друг. Брат, леле. Да ударимо на шљапу ше едно клапо да ударимо за госта нема таква најава што може да ga најава мојот госта. Маестро Џамбазов, добро дојде маестро Џамбазов. Како сакаш Комановски или на Нашки да се избори? Па забравија сам малку. Да. Добро, ке терови на македонски, ке терови. Да, како ни текнете кој ќе си терал. Да, баш така. Маестро брат, огромна чест и задоволство си ми е што си мој гост, мој другар. Прашања нема куде мене. Одговори ги има. Слушај, а одговори ги има куде тебе. Правимо нешто поинако од све друго, затоа сакам да се осеќаш комотно, со обзир на тоа што сме... Па со обзир на тоа дека не пијам толку време на шанк, не ми е баш многу пријатно на мене. Изволте вода. Никола ќе ме кара, брат, мора тој прво да направи. Џамбазов, стоко на што спадна. На што спадна до кај дојде на вода. Вода од шолју да пиеш со шанк. Вода од шолју, златни времења се пиеше. Живели. Не, живели у Врање, тука се вика на здравје, а у Стојаково моје вика да живееме додека да не умреме. Тоа е посебна филозофија на животот. Ете такој. Како викаше за домаќини људи, вода са бајле како мед. Така бе, имам ја една време на ракијата. Ставам са па и ми даде вода некој. И ке бапно е литар онако од на X. И ја се станува и викам, кој го измисли овој воду, Нобелова награда да му се даде. Има со Србија многу јак моја вес, вика, сви го пиемо, вика, ракију и славимо с њума и се дешава и убави работе с њума. А на мученика што го измислија ни име ни презиме му се знае. Да, баш. Џамбазов баба, ја и ти како едни стари познаници, 22 години. Така е. Само. Баш само 22 години. Имавме многу убави моменти, имам и ден денеска. Да. Како другарчиња што останавме. И кога беа неубави, ние ги правиме да бидат убави. Тоа е уметноста на живењето, Боби. Тоа дали мислиш дека сега, еве, не прашам прашања што се поставени порано, може ке се у контекст. Дали мислиш дека младите не знаат да живеат или нешто друго ги тера да живеат вака, а не како нас? Да ми простат, значи, поголемиот дел од младите генерации, во моје време се викаа тие, а малку ги имаш. Да. Се вика промашени сперматозоиди. Да. Горан Стефановски има во Диво месо, кога стариот се кара со синовите, им вика, подобро ќе беше да ве издркав во нужник. Да, него што ве направи вака. Значи, млада генерација честна исклучеци. Тоа ти секојаш кога ќе зборам за младата генерација, они генерализираат. Да. Сигурно дека не се сите такви. Јас познавам прекрасни деца што слушаат Deep Purple, што го читаат Достоевски, што знаат географија, историја, биологија, хемија, бонтон, начин. Другите се робови на ова. А ова не е се во животот. Не. Така. Ти знаеш ја како функционирам со ова работа. Јас имам 30 години, 35 години телефон. Ја и Џаро бевме од првите комитенти на тогашното фирмата се има за да имаш телефон, да. Еден од првите. Од првите месец дена јас сум недостапен. Затоа што сметам дека оваа опција Airplane Mode е најбоља измишлјотина после телевизија. Значи, телефонот го користам само ја да се јавам. Да. Комуницирам на Инстаграм, брат, јави се чуеме и ома се. Чао, пријатно. Сега. Не е све у овој. Иако на први поглед е свето. Свето е. Не е тоа. Ово има све, освен една работа. Душа нема овој. Све друго има. Да. Прецизно, тачно, фактографија, информации, све што сакаш да ти даде, ама нема душа. Да. Како што нема душа ChatGPT, како што нема душа вештачка интелигенција, тоа е генијално. Како викаш, вештачка интелигенција, ама природна глупоќа, брат. Да. А слушај, менаџерот му има едно 2 години. Маестро, што правиш? Битолчан е за дета. Се викаат во Хилтон
софтверџи ќе прават фестивал, некој презентација на со. Викам, како врска имаме со тоа? Не, вика, темата е вештачка интелигенција. Абе, викам, Васе, шо бараме таму, бе, човекова? Јас сум професионал. Хилтон хотел, таму што да кажам се ќе. Ја башка сум изненадување на симпозиум. Да. И 250 души од фирми македонски што сака да го купат тој софтвер за подобрување на квалитет на работа. И излегов ја и стварно, луѓе, знаеш, влезови, се аплодират, се викат, сега ја застана вака и викам, сигурно се прашувате што барам јас овде. Викам, јас. Во моје време, викам, вештачка интелигенција беше кога плавуша ќе се префарба у црно. Толку јас знам за вештачка интелигенција. Слушај, баш сега овие денови пробите траат за концертот на Нокаут 30 години и се видов со Дарко Димитров, и он е учесник на оваквото и правевме, тема ни беше овој. И баш влеговме уваква жестока расправија, кога он почна ме убедува дека ќе има и душа еден ден. Абе, не може да има душа. Може да има прецизност, може да има се. Душа тоа не може да има. Значи, он може да го подобри звукот, продукциски, слика да изчисти. Се може тоа, ама душа да му даде. Да напише песна не може. Да напише текст. Иако да ти кажам. Има. Пиши таму, како Игор Џамбазов би напишал таа и таа песна, и фака читаш, не е лошо тоа. Да. Ама нема душа. Брат, се гледа дека автоматски, дека не е како што треба. Ние се нели за овој проект што го спремаме, здраве Боже, спремаме еден добар проект, се вика да си ја сакаме Македонија. Да, знам. Таков проект спремаме. До Дојран се чуја. До Дојран се чуја. Сега, знаеш нешто вадимо, нели, нормално не можеме све да знаеме и прашаме нешто ChatGPT. И најболја информација ни скочи дека нашиот добар другар Тони Михајловски од Битола. А он бија у Битола певко. Он беше на Балкан Кан кад беше промоција со покойнога команданта кад беше тамо, значи памтога тој како нешто. Има свакави глупости. Има свакави глупости. И никој ми се лика брат ки ти прато нешто да се смееш. Ова не сум го кажал, знаеш дека сестра ми е тоа е професија. Она веќе 30 години во Америка, во Сан Франциско работи на произведување на софтвери нови за подобрување на она е архитекта. Па најпрво почна со софтвери поврзани со архитектура, со мегаломански проекти, такви стадиони, не знам какви, подвршњаци и тоа, оно. Знаеш што ми вика она сега? Тоа што вика ние во фирмата четворица го правевме 10 дена, ова го прави за 8 минути. Да, се скратува времето. И, дај Боже, AI или како и да се вика, да се користи само за тие работи. Каде што го забрзува процесот на работа, ти олесно, или ја да речеме уживам во видеата што ги прави AI, кога Мерли Моро и Том Круз, кои никош не се сретнале у живот, играат нешто заедно. И тоа ми е забавно. Па ја се една денот и само како забава би го третирал и да не се летат многу луѓе. Јас сега денот на трудот со Дженифер Лопес. Така, мене сега нели ја Моника Белучи ми пуштиле, ја и Моника на свадба, оно у бело, јас младо жења. Ти нешто знаеш, време, нешто Моника гледам таму, врп. Тијана ми пиша пред некој време. Абе, викам, 3 дена не си објавил ништо за Моника. Ја викам, раскинавме Тијана. Ја викам, и сега, вика, и сега, се јаво е, малтретира, ама раскинав. Јас сам дома и викам, абе Џамбас нешто многу ми се баба мој се заљуби нешто тука. Па што знам ја така од време од тој скеч од времето. Ле, тој скечот е тој легендарен за Ицката од Босилово. За Ицката од Босилово. Време на короната Дојран. Сега ние убаво си поминавме у Дојран за време на корона, пошто покрај езеро, у Бавчата, ти си дома. Ти си дома кај? И ме наоѓа тогашниот градоначалник на општина Босилово. Да. Да дојдеш да бидеш наш гостин, имаме за тебе едно изненадување. Викам, корона е тешко за да кажуваш о изненадувањето, да се изненадува по телефон, да не бидеш. Не вика, сакаме да ти доделиме плакета почесен граѓанин на општина Босилово. За и ме однесе сва таму, тоа. И само викам, Турук, која е формулацијата? Зашто ја добил? За унапредување и популаризација на општината Босилово преку скечот за Мониче. Тоа се пише на плакета. Така да не е застанаа само на тој. Не, само на тој било и тоа многу. И брат, ја памтам едно убаво време и сам ги кажувал некои бисери некад.
Најубав бисер ми е едно време у Пелинце, каде иде смо? Куде Бањко. Куде Бањко. До Бањко. До Бањко. Куде тракчате у викендицу. И куде, како се забрања га све човека, прошли пут беше на Цобета Бубу беше синче, Бране беше гост, кажа ни га, чарели како бе, Павле ли оној стариот што ни спремаше коковче. Павле бе, Павле, така беше. И кад например едно спаринг тим, ти командант, ја, Бува и нели земја дека округла, дека и права и кад он ти вика на тебе. Абе глумац, земја округла, нели? И ти кажеш, да бе, друже, така сегде пишува, добро, на мене ти бе милицаец, ти што мислиш? Ја викам, па, округла, ете, милицаеца паметан. Ти бе млекарица, вика, да бе, брат, да. Командант вика ти, вика, земјата е, вика, права. Да, се знаеш ти, ете, кругла права. Ти знаеш дека баш таа викендица у Пелинце, во гол човек ќе има, кој што опишуju како магарињата рикав, како тој се ова, пчелите, како тоа. Да, и сега вика, на тебе ти објаснека. Ево кој вика, работа ли си ти некад на мешалица? И ти каже, па не си работа, не си. Не сега вика. Која сам работа на мешалицу за глумице. Глумица. И вика, горе вода, викаш, да бе, туј земја, да, и доле вода, да. И земја се врти, да. И па кал бе глумац. Куде иде таму? Ти се беше се врти, брат. Без отај убави времења, брат. Да, јас сеќавам да ставив таа и во книгата, таксисточно ме вози за Пелинце. Нели, командант се ево, тоа чекам околу. И ја на Лесковачку 15Б, тамо ми беше базата. Базата, и до Лесковачку 15Б беше втора. Доаѓа еден таксиста, ја брада, капа, наочари, гитарата, нели, тука и кјуту, до Пелинце, кјуту, и ме гледа по ретровизор. И некаде тамо на пола пут ми вика, о ретровизор, с музику озбиljно ли се занимаваш? Па да, свирам малку тоа. Имам ја еднога сина, вика, они рап музику правив. Да, вика, мако убаво, тоа е сега у тренд, тоа. Па ме гледа, нисто, нешто не му е. И у тој момент, да комуницирам со Пелинце, мора да го уклучу телефонот за мене. И звони тој што не треба. Тоа, ама, јако лжу, за да не ме малтретирав, глуму дека ми звони телефони, Џамбазов да ги откачу. И Џамбазов, да, и се испушти пред таксисто, да, и вози му и веќе Пелинце пред крај тоа и вака. Познаваш ли го тога Џамбазова? Мене ми викал. И ја викам, да, од извинење. Знам, вози га тога Џамбазова. Пијан. Оној, како се каже, оној хотел од бањата нагоре на самиот кристал, нешто тако. Куба. Води га, однесе га таму, остави, фрли га во едно куќу, вика. Тоа. Добар човек, вика тој, ама лошо поминано тој човек. Ја викам, не, тоа. И ме чекат на Пелинце, вика, тој остави и више командант. Да идемо од лево. Тој не си ве Џамбазов, тој А ја му викам на таксист, кажи му на сината и да дојде у Цариград, како се каже, Истанбул? Цариград, не, у книгата е Истанбул. Да, Цариград, да. И кога му текна, уствари, Ја га памтам прв мобет с Павлета. И сега, нели, ти коса, брада, мантилче, седимо туј и сега му вика, Павле, бе, Џамбазов га слушнај, добар човек, душа, па среќу нема. Ова не кажи, збори. И се командант вика, еј, да те запознам с нашега другара, и ти викаш, Игор Џамбазов, и се ми од страна очекуваме дека ни чек малце ке се обрука, ке каже леле, ке се тури се главу ти емо. За тебе ли правим Убави моменти. Слушај, гледаш, ние сме биле расположени, среќни и во најлошо време за мене. Да. Ја и не покажував многу стрес у тоа време. Баш тоа ме опушташе, дружењето со вас и тоа. Би бесмо сега малтере 24 сата. Да, да бев затворен цело време, ова ќе идемо тамо, ќе идемо тамо. Легендарниот голф 007 тука до Скопје назад. И на крај кога ме враќаше за Скопје,
Тоа ми, ти ми кажа едно и вака ми викаш, сега му го кажа баш на Златко што ме донесе, штета што си идеш, ми викаш ти, и ја му викам, сега Жими се највише се болуваа. среќа што си идува, штета за друштво, и ти ми викаш, 3 дена ти фалесва за државјанство. За Кумановско државјанство. На 9 месеца се За 3 дена, викаш, изгуби државјанство, Кумановско. Да, како ти кажам сега, тоа беше, сериозно сега кажувам, тоа беше едно освестување, најголемото освестување во мојот живот беше тогаш. Затоа што стварно кога бев number one, ми се случи тоа, односно сам си го случив, што викам, ја тоа. Ја ке дека долови момент потpuno непотребно, да. И кога видов дека е густо, само му сеев на баба, на Тони Михайловски, јас сум у Кочани, ме донесоа од Кочани на Кубу на паркинг. Ме превзема вашата кола и ме однесе на Лесковачку 17. Да, Прво. тоа е прво. И ми седимо, ке Нина Јанева ја водев у местото каде што дојде ти прв пат. Така? Седиме сендвичара Джипси. Добро. Трета македонска. На треќу македонска. На треќу македонску седиме и сега јас с команданта сето нагоре, надоле правиме и само гледам, ова кој ти стоиш пред Джипси. И ја викам баба, викам, ама ја не те препознам, викам баба. Абе, Џамбаз дојде, вика. И скачам од тој. И тој беше тој момент што го пишува ти курда не те боли. Да. Тој беше. Ома ми олесна ми. Јас фатив Такој беше тој момент. Барем за безбедноста моја нема се грижам, затоа што не беше наивно, ти сам знаеш дека не беше наивно. А уствари сега од оваа временска дистанца колку сум бил будал. Колку сум бил будал. Ама ти кажу, татко ми беше жив. Да, најмногу ради него ми беше. Значи, не ќе се мене барајќи ми да налетат на маестро Џамбас, он сосема друг филм, разбираш тоа, и најмногу заради тоа. Но што успеав книга да напишам и за тие 9 првов период ти текна Дубровница Паланка кога ке баба ке не само тоа, памтам финале на европско првенство Грција Португалија. Па командант навија за Грци, пошто су православни. А ние сите за Португалија, не сме никој да навија за Португалија. Да, Португалија го си ќути, Грција. Да. Сакеве, спомнамо га баба и увеќе га спомнуи, значи дефинитивно фали такви луѓе на овој држава. Знаеш како тоа што некој баланс беше. Уште у тоа време, нели, криминалец, тоа лош човек, на криминалец и на лош човек 6000 луѓе на погреб не му доаѓаат. Така. Не му доаѓаат. 6000 луѓе на погреб доаѓаат или на некоја хит рок звезда, некој познат глумец или на човек што помагал. Што работеше, ние никош стварно не дознавме. Но иако бе 24/7 со него, што стварно он прави, ние никош не дознавме. Така. Према мене имал почит, према моите колеги имал почит. Да, секогаш. И она што никој мене не ми го верува, дека он беше поинтелигентен од 80% луѓе што паметен, начитан и не се либеше да ме праша нешто што не знае. И само ме праша, ој што е? И ќе ми каже некој муабет, не збор некој. Нема кој сега влезе да го провери. Ја ќе му а тој ли е да му е све да му е, за да може да комуницира. Он беше човек што сакаше да учи и тоа фали, стварно фали. Кога ќе ги видам децата на Инстаграм, ова се радувам, па и Белка и ова. Нели, брат, и покрај, слажем се со тебе, покрај сви незгодни ситуации, малтене, разви се едно, саживе се едно братство огромно, значи и буквално ми бесмо со тебе 24/7 и буквално сви се труде смо и фала ти спрема нас. Да не осету ни стрес, ни ништо. Баба уживај, што и да треба, само ти уживај. Стварно за 9 месеци немаше ништо, стварно. Јас сеќам на командантот кој им се јавуваше по телефон. Абе, куде мене Игор, бе, Игор ли? Куде мене, бе, дојдите тука. А кој ќе дојде? Куде мене нека одневно спие, дојдите тука. Беше мобет. Паре ќе врати, паре, бе, Игор. Ништо не ми конкретно. Ама сега да видите куде мене. Да, извол. Никој не. Ако ти текнува, нели, ја и ти идевме, ја бев како, да не кажам, повластен, што смеев. Да. И идевме, аеродром нагоре, надоле, кај што требаше да се идевме.
И убави моменти не останаа, брат, и мислам дека се... Абе, цела книга остана. Се уште најчитаната книга моја и една од најчитаните ever у современа македонска историја. Си остана тоа. И таа ми беше добар трамплин да сватам дека знам да пишувам и да напишам уште 6 книги после неа. Доручкуваше, седеше у 15-ка, а се дружевме у 17-ка. Да. На лаптопот, на мобилот, и баба качи се горе, ја горе се качувам и слушай, кандијам какав е разбор, денеска вамо треба да имам. И преубави времења, мислам дека многу искочи добро другарство тој момент, брат, тој сегмент. За мене тоа беше последната лекција у животот. Да. Мојата последна животна лекција. После тоа буквално се има проживеано и се ми беше јасно и веќе не можев да наседнам на слични или на исти провокации. 5-6 години после тоа ми се деси нешто што слично, но не беше како ова. Да. Кога се затвори А1 телевизија. Така. Брат, јас подпишав договор за стан. И ја добијам стан. Го затвараат Велија, затвараат телевизијата, еден ден се враќам, пред станот, торбата, гитарата и Бошко на торбата. Смениле право се. Ајмо испачет. Никогаш не ми ги се, ајмо испачет. Знаеш дека јас сум најголемата жртва физичко лице на една телевизија. Многу големи пари бе. А мене ме брка за пола од тие пари. Значи ја планираме куќу да направу слепче со останали да си биде сега што треба. Да. И така да сакам ти кажам, и после тоа имав уште една лоша, не беше како оваа, но ето така бев. Па некој, да не каже некој освестување благо. Да, и чекав пак исто како и од да се појави некој тип што крече. Да, овој човек лека го зезнаа, го стаја без онакво талентиране. И секогаш сум знаел Боби дека мојот талент е повреден од било кој пари. И дека јас сите пари на овој свет може да ги заработам ако сакам. Ама мене у таква мука која имаш ти треба точно толку колку што треба и ништо друго не те интересира. Како сега за дојрам. Куќа, пари за куќу. Направи сме куќу, ма што ќе ми се пари? Ми треба пари. Знаеш што мислам многу скромни општо и како луѓе, нас не треба доволно за да живееме еден лабав живот. Толку е, брат. Ја на пример, абе ја носу ова е 600 денари, ова на мене тренерки 500 денари од пазарот од дојрам. Шутка, браќата мои од шутка, значи се ги поздравувам. Прво, ние не сме растени така за нас фирмите да ни значат нешто, брендовите, ништо. А сега на основа на тоа се стварат класни разлики. Да, и тоа огромни. Од исти клас, ама не седат на иста маса, пошто вие се синови и керки на богатите, а овие се на тие стечајците. Да, работниците. Да. И кај нас да се вратиме на муаветот од почетокот за младите, ете, кај сме се делеле ние така. Па фармерки менјавме патики. Јакна имаш 500 кец, има джамбас, имам и ја. Не може да го разберам. Не може тони тоа да го разберам. А знаеш ли зашто? Зашто немале малски живот, не играле жмурке, камај. Джамија како беше не преспивале коде другара. За 1 мај 3 дена со шатори не биле да. Значи не, затоа не биле. Ја можам да кажам ти си единствениот виновник за една позитивна работа. Мојата книга со детски песнички. Да, па тоа е најсмешно. Джандар да пише. Джандар што пишува детска поезија. Па тоа има ли посмешно? А и тоа беше твоја идеја, мора да ви кажам на сите, извини што те прекинав, тоа беше идеја на Джамбас. Значи, што не објавиш бе мојка моја? Ги пуша песничките, пошто овчичката за зајчето, бе, ова е топ, човече, дај да објави. Вика Чичко Стојан Тарапуза, вика, да. Како да објавим, вика? Таа упечатница, седи напиши и ја кажу едино си напиша рецензија за мене и препорака за книга. Да. Рецензија и препорака. И едва и чекам. Значи еве веќе со антолог склучивме договор. Кај ќе биде готово комби, трейлер и покретна реклама. Отвара шанку у крато и Супер. Помина концертот на Кал. Беше преубаво. Величествено беше. Стварно. Да. И нешто ново за овие простори, можам да кажам, за Македонија да кажам. Од самата организација. Тоа е сепак најпродуктивниот бенд у самостојна Македонија, денеска баш тоа го објавив. Концерт што трае 3,5 сата и сите песни ги пее публиката. Страшно го гледам, да. Тоа. Оти кој е болката на македонски бендови? Да речеме Нокаут, Игор Жамазови Гуру Харе бенд, Супер Хикс, Фолтин. Свират своја авторска музика. Ко воли, прекрасни. Ко воли, нека изволи. Сите останати овие 80% свират 4 своји песни, пошто толку имаат познати, и другото туги преработки,
кавери, како беше она аутотюн. Согласовите, да. Брат, Фолтин многу ги обожавам. И за тоа знаеш и за филмот што го напишав. Како ми се 90% од нивната музика се поклопува за со тоа, да. И здраве Боже, близко сме на чекор да го завршиме тоа. Ајде, многу добро сценарио е тоа. Да, ти го погледа ако читаш и ти, да. Тоа е баш филм што мора да се сними. Да. Оти не се сними филм за таа работа, воопшто. Воопшто. За меѓуетничкиот живот, за меѓуетничката позитива или нетрпеливост. Прва не изгледаше така како што изгледаше. Значи, барем не во Кумано, еве и ти помина едно време, знаеш, имавме другари албанци, срби, бошњаци, со седевме на маси и се дружевме до раните утрински часови. Да се вратиме на командантот на погребот. Така. Ти текна ли? Да, сите објаве. Кога дојдоа другарите наши од Рачиновци, од ова со златните ланци. Со хамери дојдоа, со хамери дојдоа да му дадат почест само толку. Да. И пак се враќаме на тоа, значи обичен беден ситен криминалец не може да собере 6000 луѓе. Не, брат, на тоа беше кој половината плачат. Да. Мене некако сега реално еве сега ајде малце сум и ти си врзан ја за тоа. Некако ми се смени денот тоаш. Да. Целата перцепција затоа што ја изгубив татко 2001. Да, војната. После тоа кога ми се случи целата ситуација, дојде командантот и вика ти си од денеска туе. И толку, брат. Бевте добро друштво, бевте баш братство. Да. И дури во книгата тоа го имам на неколку наврати дека ретки се такви братства и кога се прават братства денеска се или вештачки или се направени на погрешна основа. Нема темел, нема длабок темел, нешто површински. А вие стварно се сеќам да речеме од вас 20 души. Ти текнува? Банџи скока. 20 души, еден да пријави проблем дома, да има некој проблем. Беше наш проблем, заеднички. Ма се решаваше. Тој ден се посветува на детево да му се паднал кровот од куќата. Јас кажам станот кога купив, пошто јас сакам, не сакам да ми се злоупотребува демек со баба си од интерес, и јас си ќутев. И сега он доаѓа едно време, што е проблемот со тебе, вика те гледам, тука ти знаеш така беше. Скиснат сите и вика што е проблемот со тебе? Секам баба, така ми фала 300 евра за стана да го зија. Да се тепаме ти. Беше таков со нас, со мене во банка нагоре, надоле завршуваме све и ја викам јас зимам плата да ти ги враќам тие пари, ја ги враќам и он вика не му звонеше телефонот на 30 секунди. Да. На 30 секунди. Ја тоа кога се прави момент со него, слуша тоа, секој втор му бараше нешто. Да, секој. И на крај само ги доаѓа. Некој ти си има јавено да ти каже на, он вика не, ни мене. Исто е. Само дај. Баба, твојата идеја сега, извини што те уславам со баба, мислам ми времето баба, така цел живот. 25 години баба те викам. Што спрема баба Джамбас нешто ново, проектче некое што... Јас сум на турнеја 30 кусур години со Гуру Каребен. Може тука да ти го подариме и да се договориме за камперот, брате. Да, работиме. Јас дори сега морам да ти признам дека го замолив менаџерот малце да намали со свирките, стварно не можам да издржам. Да. Знаеш, напорно. Ние родени 63-та, оваа година пуниме 63. Ти не ли си 83-та? 63-та, 63 пуниме. Да. Сега баш денојавена, ама си се здебели, он 31 година. Викам, ке те видим на 60. Важи, и ја и викам истина. Значи турнеја, тоа е театар. Ја имаме таа 12-ка и сега во октомври во театар правам нешто што ми е дамнешна желба. Веќе влези во програмата на театарот антологија на македонска поезија. Ама ќе го направам као театарска представа со еден човек. Да, јас. Значи ги третирам класиците од Константин Младинов, Блаже Коневски, Петре Андреевски, Анте Поповски, Гане Тодоровски до последнава генерација, так, Игор Исаковски што почина, сега Тихомир Јанчовски што почина, таа цела една генерација. На еден посебен начин ќе се вика проектот Силно светнал ден, по стихот на Рацин, а у поднаслов ќе пишува стихови што заслужуваат музика. Што е финта у представата? Што сите најпознати стихови напишани од големите поети, направивме музика на нив. Браво. Или ќе се пеат, или само делови од нив ќе се. И сето тоа ќе биде као театарска представа направена. Сега ти даду пример. Тъга за југ. Да. Значи, кој Тъга за југ?
Тоа е соба во Москва 1840 некоја, едно креветче, наткасна изгризана јабука, пола чаша вода. Така нешто. И Константин Миладинов. Свеќа некоја догорова се. Свеќа не догорена, па. Значи сакам да ги оживеам театарски сите тие Деница на Петре Андреевски, Македонија на Анте Поповски, да ги оживеам, да добијат една визуелна форма, затоа што поезијата што е добра да ја слушаш, уште е подобра кога ја слушаш и гледаш. Брат, знаеш, ке видиш А сега двојно ја слушаш. И поезијата, и музиката, и плюс визуел. дел од амбиентот, свеќата недогорена и чекај вака, знаеш. Тоа ми е дамнешна желба и тоа веројатно ќе ми биде и опроштајни проекат од театарот, затоа што ја едната година во јули Матура. Пензија. Брат, не се прави толку сак матура. Ја у пензија ќе идам, они уште Игорче ме викат. По Кратовски таму се на че. Ангелче, Игорче, да. Како беше вицот за птиците? Мали Џокица. Ајде денеска за птици. Кој каже птици? Јој каже. Ластовиче, клукајдрвче, папагалче. Тој учителка му вика, добро, знаеш ли некоја птица без че? Знам. Врап. Клукајдрвче, папагалче. Милион твои хитови се пеат и ке се пеат и понатака. Ја можам да кажам од лично искуство, имав еден напорен период лани од април до мај, каде што имав некои проверки, спремање нагоре надоле. Најголем мотив додека трчав, додека све, ми беше телефонот од джеп и диши длабоко. Да. Стана Тоа е еден култна безвременски песна. хит. На концертот кога се појави, знаеш како реагира луѓе. Брат, Прв пат страшно. онака, ја пееле на концерти И мои. верувај, секојаш кој ми е тешко животот, диши длабоко Да, иде. да. Не знам Таа е- зашто некако... Таа стана култна песна, стварно. Веќе сега, душманите не ги третираме овдека. Не, кажа но кај не ги кога ќе спомнувам. видиш душман дека ти е пее, тоа си најголемиот успех твој. Ја, знаеш, у тој дел исто ќе малце ќе прокоментираме, па што не им давам простору да не тој Не бе, ја им давам простор, ја ги објавуju. Ке ме избрега и ја на столи ќе го туру. Мене знаеш што ми се дешава сега, брат. Значи кад иду навамо, културен, ја ги викам како злочинци на 4 тркала, брат, знаеш? Од лева трака иде скроз директно у тебе, и јас застанувам Скопјанец. Зај застанувам и викам, еј друже, и нешто, мајка, шајка, фамилија на сите. И застанувам на семафор и ја викам, друже, се легитимирам. Јас сум од полиција. Не е убаво вака да се однесувате со луѓето, нели? Сепак ти си еден дел од законот каде што треба у наводници да смириш, да превземеш, да превенираш така нешто. Тоа е бе, surf and protect. Искачење од авто, мајка, шајка, значката, ова, она. И брзав за навака. А од после, нели, законските Запишали регистрација? Да, запишали. Законските процедури ќе си продолжат понатака. Па добро. Значи, затоа викам, толку има негативност кај луѓето, брат, тоа е страшна работа, брат. Боби, дали таа короната? Дали сиромаштијата? Немаштијата, неизвестноста уиднина ги прави такви луѓе. Можда неизвестно, ние не сме имале многу. Татко ми полицајец, мајка ми стечајка. Знам, ама не беа такви луѓе. Да, тоа ми е, затоа пак... Дури и некој јас, со кој сум провел половина живот, а не сум ги видел од пред короната. Пошто ја живеам у Дојна со некои луѓе и гледам на секои 5 години толку. Така е, така е, така. Не се истите луѓе. Не, Живи брат. свете, кажеш. Ама брат, не знам што доведе до тоа, брат. Не дека старењето или било што ситуација. Чекај, ти немаш проблеми, ја немам Да, проблем. еден ден ќе дознаеме што беше тоа со короната. Сигурно, Ќе сигурно. дознаеме. Затоа Може што- нема ние да доживееме, ама тие после нас сигурно ќе дознаат што тоа. А гледаш дека се пак некој нов вирус. Да, сега тие музеите, канта, вирус. кантра, мантра, Да. хантер, нешто ќе искочи, брат. А приметуваш ли дека стално кога е стање пред Трета светска војна, одма има вирус. Да, автоматски. Увек. Ај си ќе ве затворимо од дома. Саки да прекина војната ова. Ово изил лиљак, ово изил гушец и така. Некако не знам, брат, многу су на крај на живци луѓе. Не дека немам проблеми, ми имам проблеми, ја имам проблеми. Еве, јавно ќе ти захвалам за една ситуација каде што имаше огромен проблем
с мој... Дејоре па типи ситуација. Не, ама тој ми, гледај сега, тој братство што станало 25 години Каква и сега, ситуација? гледај брат, овие Абе, да немам ке измислуваш. да, ама знаеш, овие деца не може да разберат. Не може. Тој не ме е јасно. А слажем се с тебе дека и дел од луѓе што су наши генерација постари. Абе, и ти познаваш такви што не можеш да ги Да, препознаш. брат, ја знаеш, не ми се веруе дека тој човек дошија до овој дередже, брат. Да, или од најпристоен домаќин, станал курвар, Монструм пијандура, гледаш, брат, монструм. али и обратно. Да. Некој што има лоши бракови, несредени. Тоа короната ги изближи. Па треба кој да идеме, брат. Тоа е ефектот да прави, да. Си изнараѓа течиња. Такви познавам. Да, Што да. се смирија после 15. А што пијат до пред развод? Ма живее одвоено скроз. Да. И у короната израчуна дека боле еден трошак да прават ради децата, тоа и се ти кој си 8 години и пол дена да живееш со некого. Зашто ние памтиме у војска како се викаше тој од трети кревет, па кога живее со некого година дена у иста соба, Дали свеќе се за да се научи врати војската? Барем на 3 или на 6 месеци, ама да се врати редовна војска. Пред да се врати војската, за добриот муабет имате после една добра палачинка. Бареј! Ли. Овој брат каше гимназија. Лапачинка, така Каше вика. гимназија, тоа вториот дел од гимназија, да ги спомнемо наши поддржувачи. Овој ли? Вафли? Кумано. Знаеш што? Вафли копи, крипс вафлс. Гимназија подорете втор глас у Кумано, знаеш? Да ги спомнемо наши поддржувачи, комплекс етно село Тимчевски, преубаво место, атмосфера, традиционални јадења, Елида маркети, најснабдени маркети во Македонија, Бањолук, све за вашата бања у Бавина, Арликино и вафли. Ова е стварно добро. Ова е, брат. Ова е стварно добро. Сега веќе, пошто ќе забравам, после Никола пак ќе се расправља со мене. Ваучер, етно село Тимчевски, Јао. ноќевање со појадо. Шоферкот не ќе ме примив ли? Ке те примив. И околно ври ке се дајв тамо со Фала Сан ти. Сиро, парфемерија Свети Николе, за баба преубав подарок. И нешто... Крит. Еден поспецијален подарок. Добро. Центар за биоинформатика Рефит. Добро. Ке ме оправили, баба? Ке то прави. Ова ти е биомодул Anti-Age. Значи, глеј, брат, сега само глеј, од толку што е добар, Фластер или лепу? фластер си лепиш, има си еден пач, како Како ставиш, паричка, што е? Тако е се лепи и ти го врши ти И стануju sa бајле 20 години. Ја тоа сакам ќе ти кажам, брат. Значи, отиди у пензију па почне да го користиш, иначе нема ти дај пензију. Добро, ова... На средно водно. Чекај, овој... Неколку отвори, дози се ова? А? Или само еден фластер? Само еден, вака, не, Еден ја се менува... брат, сакам. А, тоа прашам. 30 Дај фластери. да презентираме. Ево, кој брат? Дај. Види. Дај ми стави го одма. Ево, значи имаш внатре 3, Добро. ево, вака. Види, брат, Ајде да се подмладу ја на старе години. Види, брат, ево дека 3. Секој се носи по 10 дена. Ова едно Значи се за носи месец 10 дена. дена. Да, имаш за еден месец Добро. дека. Сега ваке, што вика тетовчани, ваке. Ваќе, ваќе мојен, поинаку не мојен. Поипко, ова, ба. Поголем. Вака? Погоре. Погоре? Да. Погоре, не, другото погоре. Овде? На куде душу Аха, погоре. На куде душу? На вену ли? Душу лечеше. Еве те брат, око е. Сега баба ќе ти каже. Да не се разбудувај. Брат, кога ти се разбудиш, нема се познаеш што ќе. До душе, едно време кога се буде смо никој не познаваш. Брат, еве тука може слободно. 10 дена, Да. Менјаш си ги. Свак ден си менјаш лепенче, отвараш си, носиш, подмладуеш се и си здрав како треба. Боже. Еј, се викаше чкалја ја од техника докле отишла. Приметува ли се нешто? Брат, извини, дечко, кој си ти? Баш ви фала. Да, изволите. Вреди да се ова е проба. за- Вреди брат, да се проба. Од лично искуство, пошто го користим од 3-4 години фамилиарно сви, може да спомнеме, ќеркичка ми беше запознаен си ти, беше на нели пулмологију едно 4-5 пати и тој страшно беше на пулмологија. Која година си роден ти? 81 само. Мора да ти покажам што најдов. Сега се селам нели у Дојран. Да. И најдов ствари од татко ми џамбас, меѓу другото го најдов и неговиот новчаник. Види што сум нашол во новчаникот. Не. Ау, 78, 3 години пред ја. Календар за 1978. Ау. Покажи ја на камерата.
екран, А од друга страна календар е. и татко ми си го чувал у новчаник, брат, до смрт. Страшна работа. Значи 3 години пред да се родиш, календар имало. Брат, ти си ми, мора да кажа едно тајно што можда мисло немало отидем у затвор далеко. Тој не е ништо дека свак наш момент да немал за 3 години роди. 97 година јас добив бинго тикови. Добро? Седиме. Ама не се познаваме тогаш. Не се познаваме, така да те викам. И мојот беше сега, нели, кад додети у команда и после 2 години бинго. И ја викам, баба ќе купу картички и баба вика, немој ме свике на затворим. Седим пошто татко ми беше полицаец и тој каже Куманово, нели, покажувате сте ги продажни пунктови. Пунктовите, Каже да. судот беше, нели, Точно, имаше тогаш мало збутано беше да. лотарија и ракометарите ги запослуваше, тука работеа. И работеше Сузе, ракометарката работеше таму. И ја требаше да запишам у полиција. Татко ми кој иди бе, не лешпер, иди извади си сам извод, ја ќе ти извадам некако сега. Леле маме, ќе се тате ќе ти извади. Ајде марш тамо, ја те научи у живот кој е куде. И јас се кидам и гледам цел живот пошто 17 ми е среќен број. Он се вратил од работа Сабајле у 8, купил 007 картичка. И ја 10 картички после него купил, он ги купил сите 10. Добро. Доше, А ти 17. А јас 17 кај си. И сега седиме дома, тоа беше брат настан, бинго, Немаше луѓе по улиција, не можам да им објаснам. Немаше луѓе по улиција. Татко ми 10 личини вака 5. Седам и сега ја идам. Јас и тоа беше семејна забава. Да, семејна, не е коцкање, семејна забава беше. Забава за 50 динара, цела фамилија се Илија седи забавја. тука и гледа. И после ми беше гледам супер бинго и И брат, гледам вака. И одеднаш 15 броја. И ти бинго, викаш, и вика, бингото во Скопје, вика, во Скопје? Во Скопје? Викам, на мешталка одма, знаеш, македонска работа, мешталка е. И ти кажеш, не, се извинувам, 2 бинга, второто во Куманово. Се покажува Поделисва ли се пари? Да, 38.000 марке, 16.000 марке. И посреќа ме, брат, ще каже... 16.000 марки? Да, 38.000 марки. Добро било бе, да. Најак му обед беше, што викаше командант ми да имamo среќу ке Сунчо Мугужицу у Мајами, нема да сме туја. Да. И сега најак му обед. Доаѓа татко ми вика. Викам бинго мене. И сега он ми сека нешто го шупча. Да ти еба матер! И он сега брат, он продолжува да пцуе. Види ме, да знае сите 100 да ги земам, за 10, за 2 ливчиња пцуе, вика. И ја викам, слушай, викам, бе, мене бинкот, ма да ти еба матер, има тебе, па продолжува. И викам, гледај, сине, И тогаш ни дојдоа, пошто мајка беше стечајк, татко ми полицајец, уво ни дојдоа парите, сестра ми матура, Па сега тоа беше лошо време, лошо време ја беа тие. брат. Тогаш 97, 8. Нели си издаваат становите, што си плаќал кирија, ти одбиваат и се доплаќал марки беше. Пари беа тоа. Пари беа тогаш и тоа го памтам. 33 марката. 33 марката. 33 марката, да. Баба, и да занесе на пенкалце. Како се вика овие твои пријатели бе? Pet Shop Happy. Pet Shop Happy ми поклонија храна за Ферхунде и оваа играчка. Коковче. Знам дека овој звук ќе ослушам у наредните 6 месеца. Дур не ја уништи тотално. Фала и многу. Ети Ферхунде има своји обожаватели. Сега, пошто мислу дека една посвета за Да. твоја... Чекай се само да не ги избуниме. Прво, знаат ли луѓето дека ние тебе те викаме шлюкс? Некој да, некој не. Никад не ми беше јасно зашто те викаат шлюкс, ама ја го прифатам тој шлюкс. И Сега ти затоа ти јасно. у гол човек си лукс. Така. Као жито лукс. Чекај, ти го погоди на прва. Сега ќе ти кажам што беше моментот. Како дете, секогаш се дружев со повозрасни со мене, никогаш со мојата генерација не ти било И како. јас исто, јас. И еден комшија кај нас Горан се викаше и ме викаше ти си лукс дете. Значи демек се одвојуваш лукс дете си и лукс. Ама има еден чишко пијаница Лаки. Шлюксот кажеш. Абе чишко Лаки не е шлюкс, луксе. А шлюкс нека дојде дете. Еве што вика у гол човек. Стигна лукс. Баба Нада него многу го сака
Не прашува ќе тргате ли, за да знае дали да си одиме веднаш или да реагира со по нешто од кујната, ќе пиеме по една кафе, важи. До главниот град се стигнува за 20 минути, со лукс за 12. На радиото на Лукс свири сосема погрешна песна It's Probably Me од Ерик Клептон и Стинг. Лукс ме забележа дека го засилувам радиото, добра музика, а? Да. Добра е, Лукс вози. Лукс ме враќа дома, Леси го враќа дома. Мирна Леси. Да. Тоа беше денот, тоа беше денот кога јас повторно бев на слобода. Пред да земеш. И ме однесе За кратко не зема државата. Ме однесе во новата куќа во која живее во наредните 4 години во населовата Лисиче. Чекај сега една посвета во. Пишуе. Не, пишуе. Пише. Пишуе. Време му треба. И ПС мора ти напишам. Полициска станица. Ео, баба, да си ми жив и здрав. Ја ќе преду на палачинке. Брат, не можем. Дај, повлека. Треба да се види, не Пола, треба. амче. Ајде, даре на место. Да. Така е, да. Да. Одлично. Don't do this at home. Ово што беше? Парфем. Парфемче, брат. Све е твое, брат. Тој има се... Извинете, Игор Джамбазо, за Колку помина време, бе? колку време помина? Летна Пошли време, лет се. Летна. 48 години. Само че имамо време, имамо време да се го прикажемо. Ти многу брзо поклони, а мислу крај. Изволте, јаш едно има величе, за свак случај. Ту е баба, не му се секирај. И железна. Ту да, има и железна, ако сакаш. Што правиме со книгата? Тоа е сериозно. Мојата книга е завршена. Нешто со илустрации губеше време ти со И со тоа. илустрации, да, завршивме. Значи, илустрациите ми ги прави Мила Доневска, уметничка од Куманово. Знам, добро. Девојче направи, како се викаше, 39 плюс насловни, значи 41 слика За секоја во акварел песничка. техника, за секоја песничка посебно, направено све што треба, подпишан договор, сега за кратко и финансиите стигаат, за да може да се отштампа тоа. Добро ти е време, сега ти кажам стратегија. Да, да. Септември е блиску, почеток на школска година. Нема боле за Има продавање. шанси, значи преговори Па и нова година близко и све. разговарав, има шанси некој да се Да, има стави у книги, предлог имаш. за лектирање. Да, значи- тоа е многу тешко, ама да се бориш. Мислам дека успеа нашата другачка Ева. Дај Боже. Ева успеа, мислам како Дај што Боже. забележав, мислам дека Ја успеа. мислам, тогаш ти кажав, дека у моје време јас кога бев ученик, државата си имаше договор постигнато со најпознатите поети за деца. Да. Стојан Тарапуза, Па иде по школи, брат, они. Ненад Джамбаза. Да. Идеа по школи, они беа на турнеја цело време. Така, така. Што Стојан Тарапуза ќе дојде? Книгата ќе прочита две песнички, една за штурчето, Една за за братчето. баба. Да. Тоа и само ќе наречат сега утре сите по 200 динара да ја купите книгата на Чичко Стојан Тарапуза си оди од школото со 800 продаени И книги. Гане Тодоровски, значи сите. иде, да, кај нас Сите? иде. Да. Сега, тоа беше некој друго време. Тие беа државни поети. Они не работеа нигде, брат, не беа, они беа задолжени да пишуваат за деца. Тука е мојавето, значи еве сега и до тоа да не кажам до тој мојбит идеме. Брат, мислам дека уназад 30 години, сега да не генерализираме, да не пошто знаеш сега некако сите се на крај срце. Ако сакаш нешто со најдобра намера да кажеш, си за или си против онаа партија или си против тоа оваа е и си за. катастрофа, бре, Значи, мислам дека треба да се одели од уметноста, од културата и од све. Зашто? Ти ако го платиш тој глумец или тој творец на оваа книга, добро, он ќе има време и не знам што за да направи уште поубави дело. Да, да. А сега, ако ти не си платен, можеш да работиш уште нема од се 2 работи. Па како што работам, ама ја работам 5, не заради тоа што не сум платен добро, него што ми дал Господ да Така е, така. Ама има и глумци кои Јас сум многу самокритичен, кога ќе видам дека за нешто не ме бива, не се ни одбивам, брат.
Ја с Николу правиме тебе, нешто работиме, се викам, друже, чаби ми објаснуваш за технику, значи не ми нема кажуј место у фајловите. Ама не, Нема и место. не ќе брат. Значи не може човек за све да го бива. Ти си се осредочил на техника, на тој работа. Брат, ти го работиш најдобро тој работа. Што има ја да ти се мешам тама на тебе? Е па која е добра држава? Кога сите си ја работата што најдобро знаат да ја работат. Тогаш функционира една држава. А иначе што? Джамбазов пее, па и ја ке пеам бе. Дај се Па дали ти текна тебе дека ние во 10 години имавме двајца премиери што прво вработување им беше премиер. Да. И нема друга таква земја на Не, овој имаме и на директорски функции кои што првото свет. Не ги вработување рачунам беше и се остало дале. Премиер. Да. Прво вработување премиер. Значи, ама и има ли шанса брат нешто се смени бе? Ти по твој дали треба некоја радикална промена или не знам што брат? Да ти кажу сега нешто. Револуција се прави за една ноќ. Да. А еволуција може да трае со години. Много. Тоа што ова поднебје го уништувал некој 50, 60, 70 години во минатиот систем, кој за мене беше пофункционален од овој, тоа грешката беше идеолошка, што не убедува нас македонците не толку, ама Тито ги убедуваше србите и хрватите дека се браќа. Они 500 години се колјат меѓу себе, они ги прогласи за браќа. Овие православци, овие. И тоа функционираше. Како престана тоа да функционира, се види дека тоа било една голема Каша попара. каша попара и обмана. Да. И гледај сега колку време има поминато од војната на Балканот, па се уште кои излагаат филмови како Свадба на Бело Грличе, уште имаш, ние до вчера се колевме, вие сега ќе се жените. Значи, тоа е во генот им е влезено. Значи, Срби, Може ќе треба 100 години Срби и наред. Хрвати се уништуваат од пред 500 години, разбира. Тоа. Сега е па нешто друго. Сега сите сме си посебни племиња. И сега кога сакаме повторно да се здружиме, некој кажа, не можете вие да бидете другари. Како така со Тепавте Србите? се карате. Знаеш, кога ќе направиш толкава белја, тешко иде опоравак. Да, затоа што нели на крај он ќе сака да се Еве тој филм Свадба, сите што го гледа вика колку сме се забавljали, уво, толку лесничко, толку ова, ама влези читај коментари по социјални мрежи што пишуваат и тоа познати глумци кои не играат у филмот, Да. тие се малку љубоморни пошто да земале хонорар. Мора да зборат. Али еве да речеме оној Маца, Драган Маца. Да. Блювотини за тој филм, кажа. Како вика, вие заборавивте до вчера дека ви ги убиваат децата, а сега истите деца ќе ги зимате еден за друг. Гледаш колкава травма е тоа. И како се Тоа е- радикализира тоа такво не. Брат, не, тоа со коментарите е страшна работа. Ја га кажи ситуација, слика на прст доле на ногу и цепана чарапа. Едино зашто овој вечер не си плеснаја, кад те викнала девојка, е разлог исцепана чарапа, а не дека не си могаја да улегнеш. Бе, хејтерите. Брат, знаеш што стои доле? Уствари тие не се најголемите фанови нас. Да, брат, знаеш што му е... Он сака да е ти, ама дошол е момент у животот дека сватил дека он не може никад да биде ти. Да, и он Што вика- му е станува? Освен хејтер. Ти знаеш дека моите најголеми хейтери се тие што најмногу ми се восхитуваат. Ама Најмногу што ми се восхитуваат. Ја дури ги имам фатено некој од ја ги научив моите хейтери, 20, 30 се уцелно Колку си кај мене, да. На од восхит до омраза. линијата е... Да, брат. И истиот што знаеш дека ти се восхитува, се сликаш, он се тресе дека се слика со тебе и после 15 минути пише, еве, Буја манига таму. Абе, пијаница. мене ми вика, пиши ми вика, како не те е срам да му се смееш на дете, може нема паре чарапе да купи, оне. Дали луѓето заборавија да се смеат, баба? Не бе, заборавија да ти кажам се нешто. Народ што знае да прави вицови на своја сметка, има право да кажува вицови и за други. Така. Ние сме таков народ, кој знае да прави вицови на наша сметка, ама сме многу одвратни кога правиме вицови за други. Навредуваме. Многу навредуваме. Значи, национализмот е убава работа. Национализмот е која сакаш својата нација без да бидеш засегнат за другите нации. Да. Шовинизам е нешто сосема друго. И па ги поништуваш другите нации на уштрб на твојата да извели. Сега на Балкан е како се попара, испомешано. Па можда и за тој ми е тој проект за тој филм,
што го планирам ја ти што. Твоето сценарио тачно за тоа зборува. Како треба, ама брат, тоа е вистина. И ти си бил овдека. Вистина е, кај мене малото живеевме македонци, роми, бошњаци, албанци, срби, сите си. Значи, Куманово е таков град. Ќе кажам само еден сегмент од филмот. Значи се пука таму, мислам сценариото. Полициски час се паркира колата, да не можат, нели, умало. Ние сите заедно, кошарка, пиво, кокошка, се дружевме сите заедно. И кога дојде момент, колегите, комшиите албанци, викаат, дечки, многу години сме дека заедно. Ајде да не направиме проблем нити на вас, нити за нас. Цело мало рибно. Цело мало рибно, каде кидете? Куманово е за пофалба за таа работа, ти кажа. Да, каде кидете? Куманово и Гостивар. Да. Немало проблем никој од онаа 96-та. Така. Знамето, тоа Така, беше Куманово беше 91-а некоја чапанкање, Да. тука беше, да. Не, 96-та е ова, памтиш, лата Гостивар сите тето одеше ама таму, Куманово имаше известуваше. у Куманово имаше 91 едно, 92 така некој хошкање и толку се заврши. Толку, Да, толку, да. толку. Тие градови што имаат повеќе национален живот, Мултиетничност, мултиетничност, да речеме во Тетово тоа е веќе задушено, затоа што па сега албанците ги има многу повеќе од македонците. Да. А ја во време на бингото кога се занимавав со истражување, немаше тогаш интернет, кога Така, се морав беше. во енциклопедии и по, сикам дека најав податок дека во Тетово на првиот попис после Втора светска војна, не знам кога бил 47-8, 35.000 македонци, 12.000 турци, 8.000 роми и 315 албанци. Тогаш. На првиот попис после Втора светска војна. Во самиот град немало. Околните села, да. Околните села. Со тек на време, они полека, и сега е станата обратна ситуација. Значи, тоа е земјотрес у демографија или како се вика тоа? Да, Земјотрес. се менува од корен, земјотрес, се, се да. менува од Се корен. менува од корен, Имаш ти места во Македонија кај што до 50 години живееле турци. 50 години турците масовно ја напуштаат Македонија, не им одговара аграрната политика, повеќето се земјоделци и си одат за Турција. Дури има и една анекдота за еден тип од богданци. Во време на транзиција, бутици, нели, сите отвара, немаш работа, бутик. Така, Жена му беше. ќе му дае пари, комбето и он иде за Истанбул. И донесе чемперес. Купува 300 глупости. 500 кецнеш, да. И еден таков од богданци. Богданци е некој познат по тоа дека има најмногу ветровити денови во годината. Ветер цело време, и затоа ги направија тие ветерниците. Ветерниците, Да. И немаме пари од државата, направи вентилатори за крави. Да, и жена му на овој му дала список такви за деца, за тоа, оди овој низ Истанбул, колку што имале 8 сата, не може да ги најде тие работи. И купил нешто што не е тоа, ама колку да купи и на излаз од таа капали чаршија, на предпоследна тезга, ги гледа тие работи, жена му што му ги нарочи и застана. Да, ти ева ми, късмета ти све. Како то? И овој од тезгата му, од дека си ти бе, му вика, тој наш? Од Македонија. Од дека од Македонија, му вика? Од Богданци. И јас сум од Богданци. Шо збори? Да, вика, ние избегавме. 50 години тука живееме, имам деца, внуци веќе, ама Богданци ми останат во. И што е проблемот со тебе? Ја вика, утнав жена ми. И јас бе вика проблем. Ама немам пари. Дај ми ја твојата рова, земе си што треба за стар земјак. Се поздравиле, се гушнале и пред да тргне нашиот, турчинот му вика, забравих да те питам, тоа будалата оште ли е там? Ја вика, кој? Ветерот. Ја вика, там е таму. Од него избега, вика. Знаеш како ни ќе посадат тоа што Да, се ви тоа веро, фау, и ќе однесе у Грчка тоа све. Еднаш, два пати, три пати. И му дојадо И плюс лоша аграрна политика у тоа време, нели? Задруги, мадруги, да, Турција снафи луѓе, сака честно да си заработува. Муабетот ми беше
масовни селења, ова, она, раселувања низ Македонија, така да се у последно време села во кои сум бил, кај што биле чисто македонски села, сега живеат, да речеме, само турци и албанци. И обратно. Да. И обратно. Кај што живееле само турци, сега живеат македонци, нешто срби. Значи, демографски Се помесувања се Да, испомеша. и тоа секогаш огромни што е поместувања. убаво за една земја. Да. Шарено е, Да. шаренолико е тоа. Колку има повеќе такви места, толку сме ние по-компактни, по-блиски еден до Да се друг. сближуваме, да се дружиме. И ако за нешто сме за пофалба, што еве подолго време, стварно немаме проблеми на таа основа, на етничка основа, Не. па Се дури и дружат на децата, верска, брат. Ама и на дури верска се дружат. И секогаш ги кажувам, оджата и попот од Девар. Секоја година, овој му оди за Да. Бајрам, на овој му оди на Великден или на не знам на кој, на Великден. На Великден. На Великден. И тоа стварно си функционира. И тоа не е фол. Брати, ево другари. Да, и во Дебар друга Аднан и Киро се најбољи другари. Заедно израснале куќа до куќа, никој не спомнува така. Брати, еве со Друга другарство. Дебар ти е на албанска граница, значи не е тоа едноставно баш толку. Тебе ќе ти текне за кој другар збориме, на исти ден сте родени. Што збори? Фарухот има населе. На исти ден, 15 јули, што збори? Мартија ќерка ми е на 16 јули. И Бригит Нилсен е роден. Значи да сме у исти ден и година со Бригит Нилсен. Не. Па ние брат, сме се позна. парени еден за друг. Баш како се, уште за 15 минути кој За 15 минути. Брат, сега и на, како се каже, да и пишеш на Белучи, нема да те препознае, брат. Онака... За другиот живот ти чувам, не. Баба, Стварно е добра палачинка. Палачинката Ама не ми е- се зезам, стварно е добра. трудимо се. Како ја нарековте палачинкава? Протеинска, тоа не. Протеинска палачинка. Има брат мал милион различити со вакво банано со. Затоа има таков вкус, да. Да. Ја па еду ги обожавам оние протеински пудинчиња. Тоа е лепота. И оние чоколадца Има оне цукер, без шекер, се стварно се. И чоколадцата, брат. Кој денес на Не работу сум ги ги. давав, нели, има Има орис, ванила, чоколадо, да. лешник Да. и уште некој ова. Едно, две таму, заменува оброк од сабајлен наместо поелок, доручек, едно такво сосема. Ја еве на пример тие протеински чоколадца, пошто се нормално нели идемо дале у светот, напредуваме се, имамо шемул кој треба да се храни. Да, Значи да. збор у полицију и има такви протеински Се чоколадци. храните вие полицајци, ја? Добро се хранимо. Здраво се хранимо, брат. Али не здраво живимо. И су топ тие чоколадца, брат. Добро чоколадце, завршува се. Кажам, се ваму дојран Брат, али мирот ти удојра? и различно се хранам. Да. И мирот ти е дојдеш таму, до брат. Скопје, или е бурек, или е хамбургер, Или е или е симитка, или од бензинска триагол. Ладите, ето така. Ваму си е чорбица сабајле, фуктак, па се отвори италијански ресторан, па пастица. Чекај, како испод фук тако на како беше Кригер, ој како е? Испод фук так исто такво доле баш мислам 2 улици испод фук так исто беше еднаш отидовме преубав. крап на кришки Против Фуктаке, Полин хотел и до него е пазарот и тука се тие Казабланка. Казабланка. Казабланка сега стана Примавера, италијански ресторан, истите собственици на Фуктак се и тој бевме на отварање сега. Преубаво, значи преубаво. Да, на самото шеталиште. Да. Тоа. Тука се тие сендвичари, кафичи, приватни плажи, тоа дојден се станат како грчките летувалишта од мојата младост, како Платамона, една улица, лево, Па десно и- кафани, тука е езерото, морето. Па и нешто тоа убаво што може да биде. мир. Јас Таму таму ти- си најдов мир. Да. Ми одговара климата, медитеранска клима, надморска висина 140 метара. Феркон да чува. Нема вакви нагли промени како у Скопје, у Куманово, 3 дена у Скопје сум, а сите ковчиња ме болат, мускули, глава. Да. Глава не ме болела од кило ракија домашна, сега ме боли од што сум дошол у Скопје. Тоа ништо не пиеш. Тоа ти не викам, пијам, разбира. да. Тоа и сега кога ќе одам вода, оздравувам одма. Живи се оздравувам одма. Брат, може и психата, може и мирот, брат. Знаеш некојаш И мирот друго нема нешто, цена. и брат. друго нешто. Ја имам побогат социјален живот во Дојран отколку во Скопје. Да. Во Скопје, и сега, овој пат, веќе пошто немам ништо во Скопје, во хотел се спијам, си се осеќам као туриста, чешки туриста Ама во и убаво, Скопје. брат. Убаво. Убаво. Нели убаво, јас зашикам. Кога ќе се вратам во Дојран, јас, кој ќе ме прашат Скопјани, кај ќе одиш? Дома. Ако ќе ме прашат во Дојран, кај одиш? Во Скопје.
Не ми е дома, не ми е одамна. фудбалски. А најсмешно знаеш ли што е? Што истите луѓе што пред 25 години, а посебно пред 10 ми викаш, што преш ти по тие селата бе, ту дојраме, кај не да му дојре. Да, комшија. Не, се вака вика. Пеш, дај бе најде некоја земјичка да купиме у дојра. Има викам, ама на грчката страна на мето да ви го ја. Или брате, до време се буди. Здраво комшија. Еј, котко ти тука. И ова сега што го спомна, ова со фудбалот ми е Да, така, баш сакам да филтер. го спомнам. Тоа значи фудбалски клуб Дојранско езеро кој постои да речеме не знам, крај на 70-80 години, кај што кариерата заврши Благој Статов и како голман, како тренер, неговата фамилија. Ова е сега како се менуваат политичките прилики, така некои се грижат повеќе за клубот, некои помалку, предходните не се грижат ништо, клубот пред распад. Како да не постои. И они сега мислеа дека тоа е добитната комбинација да ме стават мене. Тешко, трета лига, аматери, значи децава наши работи, коновар, у поштата работи. Пак се навраќам на Не може на тренинг да дојде на работа сум без срце, на работа Братон сум. до 5:30 вајле служи. Тоа, но легендарниот Благој Статов имаше таква една теза која јас ја поддржувам и ќе работам според неговата теза. Ке дојдев на тренинг, и само вака ми рече, и шубаво си трчкат дечките. Да. Знаеш? Никош тоа нема цена, брат. Дека спортуваат младите, дека не пушат, не се дрогираат, не пијат, не банчат по улици, туку тренираат нешто. Си виш убаво си трчкат дечките. И јас го прифатив тоа за да најдеме дечки што убаво ќе си трчкат. Да не бидат безработници, Па резултатите да сме живи и здрави. не Можеме. гаѓаме резултати. Значи, не можеме. гаѓаме резултати. Еве баш денеска е последната утакмица со Овче поле у Свети Николе, сега кога ги заврши интервјуто се јавам колку сме завршиле. Не отидов на утакмица за да дојам кај тебе. Баба, Значи, го председателот ценам значи ќе ме пцујат. И 100% сме изгубили. Али децата си трчкаат, брат. Важно се трчка децата завршува сезоната и сега јас уствари за тоа што прифатив, сега ќе почнам да работам, да се среди прво клубот, управната зграда, игралиштето, добивме 200 седишта од ФФМ, онакви монтиране. Проблем е наводнувањето, знаеш ти дојран големи жештини, ако не поливаш тоа секој 2 ден отиде тревата. Да донесеме 2-3 добри играчи, поискусни, овие нашиве млади, бар да ги мотивираме дека некои професионалци на тоа ќе Да не кажат да ја водат играта, да. Да, да бидат така, да научат нешто од овие, да најдеме некои играчи што и се што е смешно у целава моја работа, што ја од кога објавив за ова, фудбалери што не се задоволни од третманот нивни у клубовите, од Кожув, Гевгели, од Вардар, од Прдејци, од Победа, Валадо, и ми се јавуваат. Затоа ние сакаме да играеме за ФК Дојранско езеро. Ама периодниот рок у трета лига помина тоа, викам, дечки, од сега ви закажам, на 1 септември на тренинг дојдете, па ги видиме што ќе се прави. Да, забавно ми е, знам дека помагам, со љубов помагам, не го правам тоа за пари, дури и од джеб ќе дадам, ако треба само да... Ама и некој ти е избран, баба. Веќе ме викаат Дојранскиот Берлускони. И една констатација дека у по-малите места некако поиш има љубов, живот. Знаеш ли ти дека ние јас секој втор ден сум на некој роден ден, матурска, апсолвентска, годишница од брак. Пред градоначелник. Оти сите му се идеа до луѓе, сите се знаеме, со и нема, сите одиме. Никако едно семејство, брат. Баш. И затоа ти кажав, има побогат социјален живот од колку од колку во И Скопје. од дека се е нешто на ниво, се нешто е од Да, висина. највише ме нервирав скопјанци. Они мислат дека сум ја на летовање таму. Озбилно. И ќе ми напишат порака. Ние сме у Фуктак. И добро да што. И ја ќе ми напишат. Јас сум у Битола. Да. Јави се ден порано да му се не ден, два, брат, Оти, јас- гледај, и мене ми понекогаш, знаеш, ќе испратам гости, ќе заврши викендот, ќе дое понеделник, нема ништо стварно. Да речеме во ноември, нема ништо стварно. Да се случи. Колата, 10 минути Богданци, 20 минути ти е Гевгелија. 20 минути ти е Валандово, пола сат ти е Струмица. Ти имаш 4 града Опции. околу кај сакаш да оди. Имаш и овдека, од автокоманда до кај мене до Мичурин, сат и 45 минути. Е, сега слушај. Од Мак Петрол бензинската на Штип, Добро. кај што е оставам Ферхунд, до Континентал, возам 38 минути. Од Континентал до Козле, 42 минути. А ја еден петок од снимање се враќам у Куманово. Куманово, автокоманда,
20 на минути, 7-18 минути. Автокоманда Мичурин, од кај сакаш појди, Да. сат и 40 минути. Ужасно. Ja, брат, сат и 40 минути денес како ја носе Евгенија на надпревару Струмица, сат и 40 минути. Да. Куманово Струмица, овој Скопје Струмица. А у Куманово се оправи ли тоа у центарот имаше исто проблеми едно време, едносмерни, па не се едносмерни. Пак и Или врат така? ја пола се едносмерни, пола двосмерни, пола треба да идеш швикат преко Тетово за Бугарија, значи си останал исто, мада више ја некои 7-8 години не сум. Да, знам дека си ти... Иначе брат сум Скопјанец си. по јак скопјанец од Шанац. Како Година дена екам, сека и нешто разговара, екам, се со стари Скопјани не разговаре така. Свињо каде тепа. Па да ја веќе 8 година ми е во Дојран мене. Ја 8 години Значи, јас сум староседелец веќе практички тоа. Кај се мога да земеш кумановско државјанство за тој да. Не, сега зимам дојранско. Затоа што исполнувам услови, Да, се нели? пише Имот, код- Да, се сведоци комплет, дека си да. живеел над 3 години, тоа се е тоа проформа, нели? Да, за Ама први морам да пат го чист. испоштувам тоа, зашто? Да, зашто да не? Баш кога сега кажав ми идам у пензија, нема да имам толку многу патувања за Скопје. Да. Се евентуално свирка која има у Скопје, некое снимање. Сега сепак сум се уште вработен у театар, си имам обврски. си Сега ги патувам почитуваме. за проба една, морав да дојдам. Значи, Така е. дојдам, за проба дојдов во Скопје, си се појавив на проба, си пробавме, си заврши пробата, си се вратив. И си ја И станува. баш сега Шанац на една представа сме окажала каде си та Ки си идеш после представа? И викам, да бе, си идам, тонче, не можам да седам тука. Да. Врне, вика, гледа какво е време. И, врне, не врне, викам, ми е кајле, 30 на сат и јас си одам. Жити сведен не те мислам, не време, пријави се кога ќе си дојдеш. И, ја и Ферхунде. Наместо 2 сата за 2:15. Така. Тоа, и му пуштам корпус деликатес на тонче, дека сме стигнати и он вика, Педро, дојдам си? Викам, да. Јави се хитно. Викам, оне ще се има десено. Кажи бе, удојран си? Викам, да бе, еве ти корпус. Абе, ние сме уште у гардероба, у костимите од представата се замуабетивме, вика и тука. И ја му викам, Шарац, ја до дојран стигнати до колко не може да стигне. Сега да ти покажам колку е, уствари, едноставно. Представата ми од 8, у 5 влагам у кола, у 7 сум у театар. Да. У 8 представа, Завршуваш. 15 за 10 заврши, у 10 тргам, у 12 сум у дојран. Малце на Со аутопутот сега е стварно. Да, сега се направи. Излези на аутопут, сега стави тоа так. Само се отвора И рампата, чао, пријатно. 600 Нема брзина, ништо да шиваш и сега само ти последните 30 км кои се врти за Валандово, од Тука е новиот некоја- авто, тука се губи нешто тоа, ама Ништо страшно. за помалку од 2 сата ти си на медитеранска клима, на кој не можеш кој што се дојранов досам. Ајде, ене ти го солам 20 минути. Ајде, Викаш не фаќај патот. Баба, фала што беше мој гост. Да, си ми Помина шеф, сат и Ја многу тебе време. не можам да те одбијам, тоа е проблем. Сега ние кога ќе го почнеме проектот, свако ќе сјаме, ќе дојдеме кој тебе на гостува. Па и за Дојран и околината јас сум ви одговорен. Да ви најдам луѓе, не за тоа. Да, ви не, најдам луѓе. и ти како директор на клубот, Стојаково. мора да- Стојаково. Да. Мора За да Дојран исполнуваме. имам, за Стојаково и Богданци имам. Гевгелија е голем град, ќе најдете и вие, ќе ви најдам ова. Струмица ви е тука, Валандово. За тој дел јас сум ви одговорен и да ви кажам места што не ги знае. Па тоа сакаме да Не представиме знаат. луѓе да видат дека и у Македонија можат убаво да си поминат, да отидат на место што никој, да не кажем, Да не ги речеме знае, многу сега ретко ги се знае. прави голем проект на езерото Паљурци. Тоа е она езеро меѓу Дојран и Богданци. Така. Од лева страна. И Драги Ком се вика фирмата, он прави унифицирани 20 на бунгалови, а па католичката црква ќе прави голем храм Бро. и хотелски смештај, затоа што Свети Павле, според записи, тука проповедал цела година. Свети не Павле. сум И знал тоа католичката црква го научува, го најдува во книги во ова и ќе се прави туристичка атракција од тоа. Да. И сега знаеш ти католичката црква како се добро организирана. Тоа ќе бидат аутобуси од цела Европа кои ќе дојдат да видат Туристите каде да- Свети Павле држал проповед и езерце Паљурци на него направено читалишта, канделабри, кукички. Прекрасно е. Пред Богданци, ништо. Ние ќе поминеме Значи, има свакако. феноменални Да. места и за тој регион јас сум ви одговорен за серијата да ви предложам и луѓе и места. Баба, фала уште еднаш.
А вие, драги гледачи, гледајте го целиот подкаст на линкот подоле. Савете. Баба, ставете subscribe и гледајте. Чао. Чао! Гледаш, баба? Ти дали гледаш? Ево, вој ми е брат тој концерт. Тоа е.